Вести на Канал 8. Добро вечер. Со презентација на резултатите од опитите во 2013 година, во Кочани започна вториот квартал од проектот за воведување турски сорти ориз. Проект што го реализираат Министерството за земјоделство и Турската агенција за соработка и координација ТИКА. Истовремено беа донесени и нови количини семе од турските сорти што им беа поделени на земјоделците од регионот за овогодишната сеидба. Добиени се првичните резултати од опитот со турските сорти ориз, што минатата година беа тестирани во Кочанско. Испитувањата покажале позитивни ефекти од примената на семињата што беа засејани на парцели на Земјоделскиот институт во Кочани и на ниви на 20 оризопроизводители. Сепак, за да се добијат што поточни податоци, неопходно е опитот да продолжи во текот на оваа година. Ова беше речено на презентацијата што во мултикултурниот центар ја организираа Земјоделскиот институт од Скопје и Турската агенција за координација и соработка, кои се носители на проектот за тестирање на новодонесените сорти. Од првичните резултати можам да кажам дека најголем број од сортите донесени од Република Турција најпрво се повисоко приносни, значи во споредба со стандардната сорта Сан Андреа, која е најраширена во Република Македонија, потоа дават повисоки рандмани, што значи дека се добива и повисок принос на бел ориз, што како крајен резултат е подобар финансиски ефект за фармерите, односно за земјоделците. Потоа тоа се сорти кои се 10 до 15 на дена порано, значи можат да се сеат во рок закаснат, а додека сортата Сан Андреа ако се закасне, не бидејќи со долга вегетација негде околу 150 до 155 дена, значи ќе се појават проблеми при вегетацијата. Опитите на експертите во Институтот за ориз во Кочани се вршија на 10 турски сорти во однос на одомакинетата сорта Сан Андреа. 14 tane de Значи, според опитот што беше и демонстрацијниот и рандомизираниот што ги донесовме, ние сме задоволни од приносите што овде се покажа, без разлика што е таму, мислам, климатското поднебие е слично, но на ова добро се прилагодува. Сортите што ги донесовме овде се покажа сите добро, и кај производителите и во опитнава станица, но ќе треба 2 години за да ја дефинитивно кажам која сорта најмногу би одговарала во Македонија. Успехот на опитот, според турските експерти, е причина што со неговото продолжување оваа година се донесени и нови количини за тестирање кај земјоделците. Со добените резултати задоволителни на високо ниво, задоволителни резултати од 2013 година, оваа година се реши донацијата од оризово семе, сертифицирано семе турски ориз да се зголеми на 11,5 тона, значи негде околу 12 тона, кој што ќе се подели денес на 80 оризопроизводители од овој регион. Годинава од опитот е исфрлена сортата Казалтан, но на земјоделците во Кочанско им се поделени уште 5 нови сорти, што за прв пат ќе се тестираат. Минатогодишните 3 сорти Халил Бей, Гала и Ѓонен ќе бидат поделени и оваа година и плюс се вклучуваат уште 5 други сорти, кои што сорти беа застапени кај нас во опитите и во рандомизираниот блок систем и во демонстративниот опит, и каде што исто и во нашите опити овие сорти покажаа навистина добри резултати по однос на рандманот и по однос на принос. И сортите се прифатливи од страна на земјоделците, да ви кажеме право дека постоеше многу поголем интерес од овие што се сега на списокот за да им се подели значи бесплатно грант ова семе од турските сорти ориз. Испитувањата на турските сорти ориз покажале дека скоро кај сите има поголем принос во однос на Сан Андреа, при што тој се движи од 9400 до 11000 килограми по хектар. Највисок принос дала сортата Чакмак. Рандманот на арпата при преработката во фабрика се движел од 37 до 64%. Продолжува трендот на пораст на ученици што треба да бидат запишани во прво оделение во општина Кочани. Подготовките во основните училишта се при крај, а уписите ќе започнат на почетокот од идната недела. Скромно, но сепак позитивно расте бројот на децата во Кочани кои од наесен за прв пат ќе тргнат на училиште.
По неколкугодишна стагнација, од лани бројот на првачињата во основните училишта почна благо да се зголемува, така што споредбата покажува пораст од околу 30 на правачиња. Годинава запишувањето на учениците во прво одделение ќе отпочне од 5 мај, иако подготовките во училиштата во општина Кочани се започнати многу порано. Уписите на новите ученици ќе се прави според реонизација што е направена од поодамна. Секое училиште веќе ги земало списоците од службите на Министерството за внатрешни работи за родените деца во соодветните години, а потоа ќе се направи споредба со податоците од Центарот за јавно здравје, односно од одделот за вакцинирање. Оваа година, според МВР, значи треба да запишеме 378 ученика, а запишани во списокот каде што учениците, децата се вакцинираат 330. Споредено со минатите години, значи се очекува благ пораст на запишани првачиња. Минатата година биле запишани 337, пред минатата 281 ученик, а оваа година се очекува значи да запишеме од 330 до 378 ученици во прво одделение. Разликата меѓу податоците од Министерството за внатрешни работи и од одделот за вакцинации најверојатно се јавува поради извесен број семејства кои живеат надвор од подрачјето на општина Кочани, односно се одселиле во странство. Сепак и покрај таквиот тренд, порастот на бројот на новозапишани ученици за само 3 години овозможи да заживеат уште цели 2 нови паралелки. Прифатен е предлогот да се формира координативно тело за социјална заштита од страна на Комисијата за здравство и социјална заштита. Сепак на седицата беа упатени и известни забелешки за спроведување на програмата за здравствена заштита. На седницата на Комисијата за здравство и социјална заштита едногласно поминаа сите точки од дневниот ред. Најпрвен беше разгледан извештајот за реализација на програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за минатата година. Дискусија единствено имаше по однос на реализацијата на програмата за активностите на општината од областа на социјалната, детската и здравствената заштита, каде имаше забелешка дека критериумите се заострени. Јас би кажал дека и дадов моје излагање по делот на оваа точка, затоа што кажав дека во секој случај за поздравување пред се во делот на лекарството, затоа што долго време некои хронични пациенти немаа средства, спаѓаат во социјално ранливи категории, немаа средства да ги купат лековите, меѓутоа не станува збор само за категорија од ромската популација, иако таму е највеќе засегната овој дел. Јас имам пациенти одреден број кои што ги исполнуваат овие критериуми, мислам дека општината со право ги има заострени овие критериуми, бидејќи и службите и одговорните луѓе ги имат констатирано злоупотребата во делот на прецена лекови. Така да тоа е решено, мислам дека во делот на правилниците баш затоа се ставени како заострени критериуми, бидејќи кажав и на седницата, голем дел од лековите, повеќе од 95% спаѓаат на товар на фондот. Значи овде станува збор, општината излегува во сусрет, во пресред на пациентите кои што користат лекови кои што не паѓаат на товар на фондот. Кажи секретарот дека можеби во минатото се користеле некои рецепти кои што се од делот на витамински терапии. Значи овде станува збор за лекови кои што се пред се за хронични пациенти. И тоа е мал број на лекови кои што имаат цена, и ако морам да кажам дека голем дел од тие лекови се намалија цените, така да оваа сума, мислам дека 1500 денари кои што ги покрива аптеките, мислам дека сите аптеки имаат право да аплицираат во овој дел, е сепак за поздравување. Гласен во забелешките беше советникот од ромска националност Такија Киов, кој тврдеше дека на терен доцнеле лекови за пациентите. Во делот на тоа дека не се дават лековите по месец дена не држи, затоа што не станува збор за акутни проблеми, станува збор за хронични болести кои што пациентите ги користат со години. Значи сепак е за поздравување. Во делот на помошта за превоз, кажа представникот од Собранието дека имаше некои злоупотреби, сега тоа е решено. Знаете дека со секој упут постои пред се за болнички упути кои што идат на терциерна здравство во Скопје, значи тоа се патувања над 30-50 километри пред се во Скопје кога се оди, значи се доделува помош во делот на билет, таму каде што е доставено и каде што матичниот лекар има уредно пополнето дека пациентот има потреба од придружба. Иако пред тоа било злоупотребувано и можеби да речеме придружник кој што оди со одреден пациент, барал и тој да добие и давале, да речеме. Верувам дека со општината излегла во пресрети на тоа.
Сепак, додаде Митев, доколку во упатот нема препорака дека пациентот треба да има придружба, тоа нема да биде дозволено. Митев ја поздрави одлуката за формирање координативно тело за социјална заштита на општината, предлог што исто така едногласно беше прифатен од членовите на комисијата. Седница одржа и Комисијата за финансии и буџет и локален економски развој. Извештаите за работа на општинските установи и водовод в среда ќе се најдат пред советниците. Глатко и без дискусии помина дневниот ред на Комисијата за финансии и буџет и локален економски развој. Членовите на комисијата пред себе за усвојување имаа 8 точки од дневниот ред со заклучоци што ќе се достават до Советот. Сите 8 точки од страна на советниците беа усвоени. Имавме кворум за работа и со 2 гласа за точките беа усвоени. На дневен ред се најдоа неколку извештаи за работењето на јавните општински установи, како и комуналното јавно предпријатие, но и субвенционирањето на градскиот превоз, зашто дополнително ќе треба да се изјаснат и советниците. Разгледување на завршните сметки на основните и средните училишта со детската градинка Павлина Вејанова, исто и го разгледувавме годишниот извештај, тоа е завршната сметка на библиотеката во Кочани, беа разгледувани завршната сметка на јавното комунално предпријатие Водовод Кочани. Исто така како точка имавме и разгледување на работењето на јавното предпријатие Водовод Кочани за првиот квартал на работење. Исто така како точка на денешната седница имавме извештај за работењето на источно-планскиот регион и како последна точка беше за одобрување средства за ликвидација на погребално доел Кочани. Седницата на Советот на општина Кочани е закажана за 30 април среда со почеток во 9 часот и 30 минути. Националната комисија за борба против трговијата со луѓе го заокружи своето комплетно конституирање со отворање своја регионална комисија во Штип. Таа ќе биде надлежна за илегалните миграции на луѓето на територијата на општините од источниот регион, во кои во последните години беше регистриран пораст на случаите на недозволен транспорт и трговија со луѓе. Илегалната миграција, односно трговијата со луѓе, не е проблем само на Република Македонија, туку е светски проблем и секоја држава треба активно да се вклучи во борбата против таквата трговија. За нашата држава тој е посебно изразен затоа што во последните години од земјите на Европската Унија често беа испраќени критики дека борбата против трговијата со луѓе и против нелегалниот престој таму треба да се интензивира. Ова беше главна причина што на ниво на Македонија е формирана Националната комисија за борба против трговијата со луѓе, а таа отвора и своји регионални комисии во Тетово, Битола и Штип. Штипската комисија ќе биде надлежна за целиот источен регион, каде во последните години биле забележани поголем број случаи на нелегален влез и пренос на луѓе од други држави, кои нашата територија ја користат за транзитирање кон земјите членки на Европската Унија. Секако ќе реализираме активности кои што ќе следат во наредниот период. Ќе има обуки кои што ќе бидат реализирани на сите членови на оваа комисија и сметаме дека со тоа ќе се подобрат капацитетите на сите институции. Секако и досега ние покажавме дека имаме одлична соработка со овие општински институции, вклучувајќи ги Центарот за социјална работа, Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за вработување, потоа и други институции, меѓутоа и во догледен период тоа уште повеќе ќе го зајакнеме се со цел да се делува превентивно за на територијата на општина Штип да ги спречиме секаквите појави во однос на илегалната трговија со луѓе и секако илегалните миграции. Санева потврди дека комисијата ќе има регионален карактер, односно освен за Штип ќе биде надлежна и за териториите на соседните општини. Ние сме во главно центар на источниот дел на Република Македонија, така што формирањето на оваа комисија ќе значи действување и во останатите градови, значи сите овие членови кои што ќе бидат на оваа комисија ќе можат своите активности да ги реализираат и во останатите места. Во состав на регионалната комисија за борба против трговијата со луѓе влегуваат 12 членови со различна структура од дејностите во кои се ангажирани, што би требало да помогне во незиното поуспешно функционирање.
Нелегалниот пренос на луѓе од други држави, но и илегалниот влез на наши граѓани пред се во земите членки на Европската Унија беше една од главните забелешки што се упатуваа до македонските власти. Со подршка на мисијата на ОПСЕ, Националната комисија организираше обуки со цел успешна децентрализација на нејзината работа, како и за изработка на локални акциски планови за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција. Македонскиот фолклор представен во Турција. Културно-уметничкото друштво Руен се врати од неколкудневната турнија во градот Чинерчик, каде фолклористите настапија на традиционалниот фестивал на детето. Водарки по Вардарие, женско крстено оро, Ратевка Беровка. Македонскиот фолклор повторно представен во Турција, овој пат од фолклористите на културно-уметничкото друштво Руен. 25 фолклористи на возраст од 8 до 14 години, од 18 до 25 април учествуваа на фестивалот на детето, што во градот Чинерчик, Република Турција, се одржува традиционално секоја година. Фолклористите се представија во одлично светло, а турнијата представуваше можност да се стекнат нови искуства и пријателства, бидејќи на фестивалот настапија друштва од Грузија, Казахстан, Албанија, Романија, неколку домашни турски ансамбли и од Македонија културно-уметничкото друштво Руен. На фолклористите од Руен им предстојат доста патувања надвор од земјава. Договорени се турнеи во Австрија, Грузија, Романија и повторно Турција. Полна трпеза со разни јадења од ориси, завршна приредба со рецитал за кочани, подготвија децата и вработените во детската градинка Павлина Велјанова, како дел од проектот Кочани граду мој. За време на реализацијата на проектот, децата посетија повеќе институции и културно-историски знаменитости на градот. Завршна работилница под наслов Оризијада, како дел од проектот Кочани граду мој на детската градинка Павлина Велјанова, се одржа во сите 4 клона. Проектот се реализираше од ноември до април, а негова цел е запознавање на децата со градот Кочани, збогатување и проширување на детското искуство Кочани некогаш и сега, како и запознавање со историските споменици, знаменитости и институции. Сетивме голем број на знаменитости, на згради, институции, на училишта, на Домот на културата, библиотеката, турска џамија, дечињата ја посетија црквата, средни училишта, основни училишта и така натаму. Значи се со цел да се успешно реализира овој проект. Во проектот учествуваа децата од 3 до 6 години. За време на реализацијата учество ЗЕДОА и родителите со организирање превоз при посета на објектите, како и учество во креативните работилници за потребите на проектот. За завршната работилница родителите подготвија полна трпеза со солени и благи јадења од ориз. За таа пригода децата подготвија приредба со рецитали за градот Кочани, во кој родителите уживаа. Воспитувачките задоволни од реализацијата на проектот, бидејќи исполнети се очекуваните резултати. Децата да знаат да препознаат и именуваат одредени институции, културно-историски обележја на градот, културно да се однесуваат за време на прошетките и да стекнат одредени познавања за историскиот развој на Кочани. Согледување на постигнувањата на учениците и настап пред публика е целта на јавните часови што ги организира Основното музичко училиште Ристо Јуруков. Јавен час одржаа учениците од класата на професорите по пијано. Успесите на учениците и понатаму се множат. Второ место за Тијана Јовик на меѓународен натпревар во Перник, Република Бугарија. Јавен час на учениците од Основното музичко училиште Ристо Јуруков во класите на професорите Дејан Стојанов и Благој Николов се одржа во салата за теоретска настава во училиштето. Пред на собраната публика настапија ученици од 2 до 6 оделение. Може да се слушнат разни композиции од типот на валцери, сонатини, етиди, танци и слично. Целта на јавните часови е да се увиди постигнувањата и знаењето на учениците, како и однесување на сцена и настап пред публика. Денеска настапија учениците во мојата класа, каде што имаше 12 ученици и исто од класата на професор Благој Николов. Тоа јас сум задоволен. Супер беше се, значи само малку тремата како што е нормално, значи иначе во глобала беше супер се.
Инаку, учениците од ова училиште и понатаму продолжуваат со своите успеси во земјава и странство. Ученичката Тијана Јовик под менторство на професор Ангелина Катмерова и корепетитор Дејан Стојанов се врати со освоена втора награда на меѓународниот надпревар за млади изведувачи на класични инструменти, што се одржа во Перник, Република Бугарија. Во категоријата каде што настапи Тијана Јовик, каде што јас бев корепетитор, имаше повеќе учесници, каде што беа застапени повеќе инструменти. Значи свирија труби, ударишки инструменти и така, каде што Тијана ја зеде втората награда. На надпреварот учествувале поголем број музичари. Победник на фестивалот е представничката од Бугарија. И за крај информацијата од спортот. Кошаркарските првенства се ближат кон крајот, а состанокот на Кошаркарската федерација на Македонија минатата недела беше одложен. Неизвестно е дали ќе се одржи и неделава. На седница на управниот одбор ќе се одлучи дали на екипата на Баскет Дино, која сезонава се надпреваруваше во третата лига и не успеа да се пласира ранг повисоко, ќе и биде дозволен директен влез во втората кошаркарска лига, која многу не одскокнува според квалитетот. Како што претходно беше информирано, Кошаркарската федерација на Македонија била заинтересирана Кочани како кошаркарски град да има свој представник во лигата. Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.